дава на дневно ниво и дневна основа и во координација со Државниот штаб за заштита и спасување, надлежното министерство и владата. Согласно издадените мерки и препораки од владата, поради настанатата состојба со коронавирусот, општина Куманово ги известува граѓаните дека од 13.3 веќе започна да ја применува одлуката до 24 март нема да врши прием на странки во сите сектори и оделенија на општината. Единствено ќе биде отворен секторот, тоест шалтерот за архивско работење во период од 10 до 14 часот и апелираме до граѓаните при доаѓање задолжително да ги почитуваат и пременуваат препораките на Министерството за здравство за одржување на хигиената и заштита. Сите граѓани кои имаат потреба од услуга на општината може да остварат контакт со вработените во општината и тоа по електронски пат, официјално на веб сајтот на општината и таму приложените имейл адреси и основната info@kumanovo.gov.mk. Во целост да се почитуваат заклучоците и мерките и препораките од седницата на владата одржана на 10 март 2020 година. Се дава препорака јавниот градски превоз да се редуцира и да биде идентичен со возниот ред, кој важи за време на зимскиот, односно летниот распуст. Во наредниот период, за време на отсуство на децата од училиштата и градинките, ќе се направат напори да биде извршена комплетна дезинфекција на сите простории и средини каде што гравитираат учениците и се замолуваат сите млади луѓе, особено да ги избегнуваат ваквите места за собирање во групи, да се почитуваат препораките на Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство и владата на Република Северна Македонија, а доколку се појават симптоми, телефон за контакт во Центарот за јавно здравје Куманово е 070 215 851, како и на линкот на официјалната веб страна на Министерството за здравство. Почитувани, со оглед на ново настанатата состојба во нашата држава, општина Куманово, јавно предпријатие Чистота и зеленило во наредниот период ќе преземе поголем број мерки за дезинфекција на јавните прометни површини по градот. Покрај редовното перење на улици ќе се врши и дополнителна дезинфекција на истите, првично главните прометни површини, јавните места каде што гравитираат поголем број на граѓани, дезинфекција на урбаната опрема и сите оние површини на кои што имаме поголемо присуство на граѓани, се со цел да се обезбеди поголема превенција за граѓаните. Ви благодарам на вниманието и апелирам на разбирање и дисциплина. Благодарам. Повелете, дали